Мерката за државно субвенционирање на 80% за воведување на системот капка по капка ќе започне од почетокот на следната година. За оваа намена од буџетот ќе се издвојуваат 3 милиона евра годишно, а се очекува зголемување на примената на системи кои нудат сериозна заштеда и производство на конкурентен производ со цената. Фирмата ВЗ Шари и лекер од тетовското село Требуш. Овој систем започнала најпрвим пробно да го користи од 2013 година, и тоа со поддршка од УСАИД на помали парцели. Нашето искуство е многу позитивно со системот капка по капка, затоа што во нашата држава од прилика просечно производство на пченка има од 3 до 6 тона на хектар. А ми успеавме 15 тона да вадиме зрно од 1 хектар, што значи тоа 3 пати повише од прилика од тоа што е нормално кај нас во Македонија. Абдурамани најавува дека сигурно ќе аплицира за добивање на државна поддршка за овој систем, бидејќи резултатите што ги добиле ги охрабруваат тоа да го започнат да го применуваат во многу поголеми размери. Јас мислим дека по-паметен потек нема од ова, затоа што као држава има интерес да има што повеќе принос. И во овој момент со истата површина ми 2 пати ќе зголемимо приносот и тоа е добивка за нас као производители, добивка за држава, помалце увоз и тоа ќе биде многу успешно и се надевам дека повише земјоделци ќе бидат интересирани да се уклучуваат во системот капка по капка. Системот капка по капка е измислен и усовршен во Израел во 60-тите години од минатиот век, а во последната деценија станува се позначаен за земјите од Европската унија. Пред 6 години системот е прифатен како основен метод за наводнување на Кипар, Малта и Словенија, а кај нас се применува од страна на поголемите земјоделци. Просечната сума за изградба на бунар до длабочина од 50 метри изнесува околу 150.000 денари. Со најновата мерка, државата ќе покрие 80%, пари што ќе останат како заштеда за земјоделец.